Почитувани граѓани, денеска сме во Охрид и во целиот овој Охридски регион. Забавливо се видовме со граѓаните на Пештани. Одржавме неколку состаноци веќе со неколку здруженија, продолжуваме по чаршијата, по градот, по угостителските објекти, заедно со граѓаните. Целта е токму кога е сезоната туристичка да ги видиме сите проблеми кои што се случуваат во Охрид, да поразговараме за тие проблеми и да понудиме решенија. Граѓаните се многу прагматични паталци од она што значи нивна потреба како мештани овде во Охрид и Охридскиот крај, но знаат многу често и туристите да зборуваат за она кое што ги тишти или е поврзано со нивната љубов кон Охрид и оние неколку дена кои што го имат како свој годишен одмор и го поминуваат овде во Охрид. На вистинско време да проговориме за вистинските проблеми на нашето светилиште, нашето огромно богатство, а тоа е Охрид и Охридското езеро. Сите овие години власта зборуваше со полна уста убави зборови за Охрид, многу малку се направи за Охрид. Тоа што е направено го поздравуваме, но навистина не доликува на она што е најголемо наше туристичко богатство, нешто кое што ни ја грее душата на сите нас и ни ја крепи љубовта со кое што се гордееме, тоа е Охрид и Охридското езеро. За толку десетина години да се направи толку малку, да биде заборавен Охрид и да биде оставен на прагот на бремето и негово абење, навистина е недопустливо. Времињата се менуваат и Охрид мора да добие сериозна важност. Она кое што го разговараме пред се со младите луѓе е овде директната економска поддршка и помош која што треба да ја добијат. И тоа пред се охриѓани како граѓани за да останат овде и да не ни ја напуштат земјата. За жал, Охрид е еден од градовите или регионите во Македонија во кој што има најголема миграција. Само во последните десетина години се заминати повеќе од 7600 граѓани. Пола од оние што се заминати во последната година се од Охрид. Тоа само по себе кажува колку е лоша економската состојба на охриѓани. Сето она што ќе значи поддршка за нови апартмани, за нови угостителски објекти, ресторанти, за нови хотели, за нови мотели, за сето она што младите ќе одлучат да го прават, државата во иднина ќе дава конкретна поддршка преку бизнис инкубаторите со 10.000 евра, 140 милиони евра ќе имаме директни инвестиции во поддршка на малите и средните предпријатија. Секој оној млад човек кој што ќе создаде мала фирма, мало предпријатие од областа на мали и средни предпријатија ќе добие директно ослободување од давачките од државата. Ние веруваме дека на тој начин ќе обезбедиме многу повеќе плати и тоа квалитетни плати. Како потрошувачка моќ ќе го зголемиме приходот на државата во ДДВ за сметка на тоа што државата ќе се откаже од персоналниот данок, од данокот на добивка, придонесите и сите други давачки. Конкретни се мерките кои што дале резултат во многу земји, сакаме да ги примениме во Македонија. И ако даваме директна поддршка на домашното стопанство, за сметка на странските инвестиции кои што секако се добре дојдени, но директната помош мора да оди на домашното стопанство, овде во Охрид сето тоа што ќе се инвестира мора да биде пред се на охриѓани. Зошто? Заради тоа што тие го чувствуваат. Тие се родени и растени со угостителството и со развојот на туризмот во Охрид. Истовремено, она кое што е важно е недопустливоста во лекот на сезоната да не биде добро поврзан Охрид со остатокот на Македонија. Пред 10 дена бев во Охрид и дојдов од Скопје преку Кичево. Вчера стигнав во Охридскиот крај преку Битола Ресен. Навистина се патува мачно со прекини на патиштата, фала Богу заради градба на патишта, но зарем сега во најекот на сезоната. Тоа е недопустливо. Охрид мора да биде поврзан инфраструктурно, тоа што е започнато ќе го продолжиме и интензивно ќе го направиме во многу брз период за да го отвориме Охрид за туризмот за сите. Не може после сите овие години самостојност на Македонија се уште Охрид да нема базен. Се стават неколку пати темелници на градскиот базен кој што треба да се направи овде. Каде е поддршката на пливањето директно, на сите спортови во Охрид. И тоа што се направи, за жал, е празно. Мора да има конкретна поддршка на спортот со финансиски средства, да може децата да ни спортуваат, да рекреираат, да може да го крепиме и здравието кај младите. Се уште Охрид нема затворен пазар. Се уште Охрид нема автобуска станица. Се уште Охрид нема убава инфраструктура поврзана. Целиот овој дел од Охрид се до Светинаум нема полицаец. Завчера се пушти една амбуланта. Не може брза помош да стигне до градиште, гледате за 40 минути губиме детски животи. Тоа е недозволиво. Охрид испраќа порака на примамување на туристите или ги одвраќа туристите. Тоа ве боли вас охриѓани, но не боли и нас од Струмица.
и сите граѓани кои што сме од Македонија, заради тоа што и наше богатство е Охрид и сакаме да му се радуваме и да се гордееме со него. Затоа во периодот кој што предстои, верувам дека парите ќе бидат насочени и сум убеден на вистинско место. Наместо во бронзи и во споменици, наместо да се крадат 400 милиони евра годишно државата, ќе бидат решени капитални проблеми на граѓаните. Морат да се направат плажите во Охрид. Обраснеци со трева. Мора да се инвестира квалитетно во она што значи секојдневие до ниво на гордост на сите граѓани. Јас сум убеден дека граѓаните се свесни дека тоа време доаѓа и ги повикувам сите да се вградиме, да помогнеме конечно Македонија да се ослободи од ова режимско опстојување поклопено од сите овие години владење на една гарнитура на власт, да испратиме пораки на единство. Доста беше делби и поделби, да зборуваме за еднината, да зборуваме за младината. Ако не го спречиме овој бран на миграција, кој што се случува, ќе се изгубиме татковината. Ајде заедно да го спречиме тоа што се случува во Македонија во делот на миграциите и ако даде Господ, заедно сите, здружени, да почнеме да си ги враќаме младите назад во Македонија.